Компактниот урбан кросовер Toyota Aygo X испишува нова страница во својата историја, воведувајќи ја фул хибридната технологија. Моделот Aygo X беше дизајниран во централата на Toyota во Белгија и развиен комплетно во европската фабрика во Чешка во 2022 година. Од тогаш до денес на нашиот континент овој автомобил оствари маркет шер од 20%, што значи дека секое петто возило во сегментот е токму Aygo X. Новиот Aygo X има силна палета на бои, храбро дизајнирана предна маска и освежен стил кој го изразува неговиот пред се урбан карактер. Тој де факто го промовира и првиот фул хибрид во А-сегментот, што пак овозможува поостро забрзување и повеќе моќност кои заедно произлегуваат од карактеристиките на хибридниот систем. Во исто време можете да ги уживате и предностите на компактниот кросовер, како што се издигнатата прегледност и поагилното однесување на патот. Aygo X добива и уште подинамичен драйв со моделот GR Sport, за прв пат достапен кај малиот Aygo X, кој особено се истакнува по својот спортски стил и дух. Новиот Aygo X е освежен со нов преден дизајн кој има задача да го изрази SUV карактерот на малиот урбан кросовер. Напред е поставена тродимензионална црна предна маска со препознатливата двојно трапезоидна форма на Toyota. Автомобилот е опремен со 17 или 18 инчни алуминиумски тркала. Трепкачите на Aygo се поместени на подискретно место во предните ретровизори, кои имаат и функција на склопување, кое пак го засилува впечатокот ако автомобилот е опремен со full LED предни и задни светла кај поопремените нивоа на моделот. Ентериерот е освежен и дизајниран во духот на забавата. Внатрешноста е чиста, покомфорна и поврзана благодарение на новите технологии. И покрај малите надворешни димензии, Aygo X нуди солиден простор и комфор во возењето и багажник со волумен од 231 литар. Во поглед на дисплеите, Aygo X има 7-инчен дигитален кластер, што е за 4,3 инчи повеќе од претходниот модел, и освежен контролен панел за грејачот во инструмент таблата. Централната конзола има нов облик за да ја вклучи и новата електронска паркирна сопирачка. Воланот е обложен со висококвалитетна вештачка кожа. Во автомобилот има два USB порта за полнење, а како опционал може да се порачаат и полнач на паметен телефон, дигитален клуч и Nano AX технологија за подобар квалитет на воздухот внатре. Моторот Aygo X го споделува со Yaris и Yaris Cross, а тоа е 1,5 литарскиот мотор, кој целосно го менува 1 литарскиот мотор од претходната генерација. Безбедноста останува еден од врвните приоритети на Toyota, па кај новиот Aygo X се комбинираат Toyota Safety Sense технологијата со новите хибридни својства. Така, например, Predictive Efficient Drive е систем кој го учи однесувањето на возачот, го спојува со условите на патот програмирани во навигацијскиот систем. Овие прибрани информации се користат подоцна за да може хибридниот систем да ги оптимизира контролата на полнење и празнење на батериите во согласност со условите на патот. Автомобилот има и адаптивен темпомат или cruise control, кој се активира преку копче на воланот и кое доаѓа со помеко сопирање и одговор на педалата за газ. Вградена е нова милиметарски прецизна камера која го подобрува работењето на системот за превенција на судар, кој детектира и пешаци и велосипедисти при влез во раскрсница. Тука се и многу други системи кои возењето со новиот Aygo X го прават полесно, посигурно и побезбедно. Цената на новиот Aygo X хибрид почнува од околу 24.000 евра.
На саемот за автомобили во Брисел овој јануари, брендот што дише под капата на Stellantis групацијата Jeep ја представи својата нова линија на автомобили кои храбро движат кон неизбежните процеси на електрификација и иновација. Иако на саемската манифестација беа официјално представени новиот Компас во e-хибрид плагин верзија и долго очекуваниот Компас 4XE, се прикажа и првиот целосно електричен автомобил на батерии Wagoneer S, сепак најголемо внимание привлече моделот Avenger Black Edition. Овој специјално дизајниран Avenger има задача на моделот кој веќе се продаде од своето лансирање до денес во одлични 235.000 примероци, да му даде нишка на елеганција, софистицираност и храбар стил. Базиране на популарниот модел во ниво на опрема Altitude со ексклузивни дизајнерски елементи во црна боја. Автомобилот доаѓа со логоата на Jeep и Avenger во црна боја, црни 17-инчни алуминиумски тркала и црна централна конзола. Во интериерот е сместен и 10,25-инчен дигитален кластер, а како опционална опрема можете да порачате и JBL премиум аудио систем и специјален зимски пакет со греени стакла и седишта. Во поглед на опремата, кај него се додадени и системот за асистенција при спуштање по удолнини или Hill Descent Control, како и Select Terrain системот со 6 модови на возење. Како што изјавуваат од Jeep, токму моделот Avenger е одговорен за солидните резултати на брендот во Европа. Благодарение на овој модел од B-SUV класата, Jeep има солидни 1% market share во сегментот на патнички возила и 1,8% удел на пазарот на SUV автомобили во Европа. Треба да се напомене и тоа дека Avenger доаѓа во повеќе погонски варијанти. Го има со бензински мотор, e-хибрид, целосно електричен и 4XE хибриден автомобил. Оваа флексибилност на моделот е особено ценета од европските купувачи, поради што Avenger се наоѓа меѓу 10 најпродавани автомобили во B-SUV сегментот на нашиот континент. Нашата цел за 2026 година не е само да го задржиме моментумот, изјавува Фабио Катоне, директорот на Jeep, туку и да се надградиме на истиот. Со комплетната линија на Avenger, вклучувајќи и последната црна едиција, сосема новиот Компас и Wagoneer C, целосно сме подготвени да одговориме на овој предизвик, подлече Катоне. Hey BMW, can you make my seat warmer, turn the massage on, and put the colors in the car to my favorite soccer team? Seat heating and massage are on. Red lights for your favorite soccer team. Great, thank you. Happy to help. Enjoy your cozy ride. Hey BMW, what's the most famous painting there is in the world and where can I find it? The most famous painting in the world is the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. It's housed in the Louvre Museum in Paris. It's been there since 1797. Excellent, show me the way. Got it. Navigation to the Louvre Museum set. You're all set for an art adventure. Can I charge on the way? You've got one charging stop on your route. Great, let's go then. All set. You are on your way to the Louvre with one charging stop along the route. Great, can you also play some music from that time? Okay, finding that now. Playing Renaissance music for you now. Hey BMW.
I'm kind of bored. Do you have any safe car games? How about we play I Spy with road signs? I'll spot something. You guess what it is. Ready for some hide and seek? Perfect, sounds good. Excellent. I spy something with my digital eye that's red and octagonal. What do you think it is? Is it a traffic light? Close but not quite. Think even more commanding. Something that doesn't just suggest you stop but demands it. Okay, the stop sign. Bingo. You got it, the stop sign. Your turn now. Spy something for me to guess. I spy something that begins with the letter R. Ooh, something with R. Is it the red interior lights we set for your favorite soccer team? Yes. Perfect. I'm getting good at this game. Hey, BMW. What was that beeping sound? That beeping sound was your speed alert. It's like my way of saying, well, slow down, speed racer. Okay, can you turn it off for me? Great, thanks. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Минатата година, професионалниот и ултра популарен ван Fiat Doblo наполни 25 години и со тоа заокружи едно сериозно животно патување, со кое потврди дека е еден од наиздржливите и најпопуларни модели во комерцијалната програма на Fiat. Од своето деби во 2000-та година, Doblo беше омилен ван, како за професионална, така и за секојдневна патничка употреба, во која семејствата можеа безгрижно да се спакуваат и комфорно превезуваат како на кратки, така и на долги релации. Во чест на својот супер популарен автомобил, Fiat изработи специјална роденденска или anniversary верзија со интересен нов изглед. Моделот е достапен во дизел и електрична варијанта. Специјалната едиција нуди систем за контрола на напредниот грип, комплетни ADAS својства, меѓу кои и систем за асистенција и одржување во коловозната лента, автономно и итно сопирање. Во поглед на просторот, овој автомобил има капацитет од 3,09 метри, должина за товарење и зголемен карго волумен кој идеално ќе се најде во секојдневната дистрибуција и транспорт. Првото Doblo, кое беше промовирано во 2000-та година, беше дизајнирано во Fiat Centro Stile во Торино и веднаш го привлече вниманието на јавноста со својата практичност и функционалност. 6 години подоцна, моделот доживеа редизајн и ја доби и престижната награда Интернационален ван на годината. Втората генерација на Fiat Doblo беше лансирана во 2010 година, а 12 години подоцна беше лансирана и третата генерација, развиена на Stellantis EMP2 модуларната платформа, момент кога во Doblo се воведоа напредните системи за поддршка на возачот и целосно електричниот погон. Се чини дека овој исклучително значаен модел за Fiat, кој наполни четврт век, и понатаму ќе биде сериозен избор на сите компании, флоти и семејства на европскиот пазар. францускиот производител на автомобили Рено на почетокот од 2025 година си зацрта цел да управува со електрично возило и да помине повеќе од 1000 километри со батерија иста како онаа кај Сеник на реални патеки, автопат, без притоа да запре за дополнување на батерија. Првиот обид за реализација на оваа цел беше закажан за октомври, но беше отповикан поради лошите временски услови. Тимот, конечно на 18 декември, се собра на Јутак тест стазата во Мароко. Целта на овој експеримент не беше само да се помине што е можно подолга релација од едно до друго полнење, бидејќи за такво нешто
Тесниот автомобил можеше да се опреми со голема батерија и да се вози во еко мод при просечна брзина од 30 км на час. Не, Рено сакаше да постигне нешто повеќе, па го опреми моделот со стандардна батерија од 87 кWh, како онаа во Scenic E-Tech Electric, и им даде задача на професионалните возачи да држат темпо од просечна брзина од 110 км на час. Целта на експериментот беше да се постигнат повеќе од 1000 км во помалку од 10 минути, вклучувајќи ги и техничките запирања и промени на возачите. Автомобилот што се дизајнираше за да го сруши овој рекорд беше исто така иконски и специјално направен да испорача максимална ефикасност и аеродинамичност. Инженерите на Рено го создадоа ултравиолетовиот спортски автомобил кој го понесе името Filante Record 2025 во чест на автомобилот 40 CV кој пред 100 години во 1925 година сруши еден друг сличен рекорд, како и на Etoile Filante од 1956 година. Тест возилото дел од својата инспирација ја повлече и од авиоиндустријата, со специјален заштитен меур околу кокпитот, како во фајтер джет авионите, како и возачка позиција моделирана како во Формула 1 едносет. Главниот принцип околу кој се вртеше концептот на дизајнот на Filante Record 2025 беше секако да се максимизира ефикасноста и минимизира потрошувачката на електрична енергија. За таа цел во неговата изработка беа искористени ултралесни материјали, како карбон фибер, 3D принтани алуминиумски компоненти, гуми со мал коефициент и отпор на тркалање, а во целиот проект беа ангажирани експерти од Рено, Мишелин и Лижие. Првиот Filante Record 2025 беше откриен на сајмот Ретромобил минатата зима и веќе ја имаше својата силуета во форма на авион. Во пролета се направија и првите тунелски ветерни тестови кои покажаа доста простор за оптимизација, што и беше направено од страна на инженерите. По неколку тест сесии на 18 декември, при пристојни временски услови, сончево време и температура од 13 степени Целзиусови, во 8 часот наутро тргнаа во бркање на својот рекорд специјалните возачи на Рено. По 3 часа и 20 минути се направи првата промена на возачите. 9 часа и 52 минути подоцна целта е остварена. Изминати се 1008 км со просечна брзина од 102 км на час, без никакво дополнување на батериите, што представува потрошувачка на само 7,8 кWh на 100 км. На целта останаа уште 11% од капацитетот на батеријата, што значи дека Filante Record 2025 можеше да помине уште 120 км при брзини кои надминуваат просечна брзина од 100 км на час. Првата цел со овој експеримент беше остварена. Секако оваа лабораторија на тркала за Рено ќе има и други цели и задачи. Направен е првичен тест на нови технологии, нов дизајн, аеродинамични линии и нови ултралесни материјали кои би можеле во некоја своја форма да најдат употребна вредност и во сериското производство. Како што на крајот изјави Оливие Бланш, проект менаџерот на концептните возила во Рено, овој проект се роди од обсесија да постигнеме рекордна ефикасност. Се боревме со времето и аеродинамиката, но она што за мене најмногу одскокнува е човечката авантура, неверојатно мотивирачки колективен предизвик, воден од посветеноста на тимовите на Рено и сите наши партнери. Заврши во оваа прилика Бланш.